Добре дојдовте во Бизнис објектив. Заштедите во банките растат, но расте и кредитирањето. Заклучно со декември минатата година граѓаните и компаниите на штедните сметки чувале 10,7 милиарди евра, од кои дури 7,2 милиарди евра се заштеди на домакинствата. Во исто време, во пораст се и кредитите. Граѓаните и фирмите кон банките должат вкупно 9 милиарди евра, а само домакинствата 4,5 милиарди евра. Најчесто се земаат потрошувачки кредити, додека најбрз раст бележат стамбените. По овој основ, долгот достигнува 1,7 милиарди евра. Какви се каматните стапки и дали инфлацијата тивко ги нагризува за штедите? Анализата ја подготви Мирјана Јоеска. Во просек, секој жител во Македонија во банките должи по 2.500 евра, додека истовремено чува депозит од 4.000 евра. Ова би била математиката ако вкупните кредити и депозити на населението се поделат по глава на жител. Податоците од Народната банка покажуваат дека вкупните депозити за една година се зголемиле за 10,1% и на крајот на 2025-та изнесуваат околу 10,75 милиарди евра. Третина од овој износ, или нешто над 3 милиарди евра, доаѓа од корпоративниот сектор, додека населението во банките чува двојно повеќе пари, поточно 7,2 милиарди евра. Штедењето во вид на банкарски депозити представува, би рекла, најтрадиционална и најзастапена форма на штедење, не само кај нас, туку и во многу други земји, особено во земјите каде што финансискиот систем е банкоцентричен. Македонските граѓани би рекла дека од секогаш тежнееле кон помалку ризични вложувања, што на некој начин и се потврдува со структурата на финансискиот имот со кој што располагаат. Согласно податоците за 2024 година, некаде околу 60% од финансискиот имот на домакинствата се практично банкарски депозити, заштети кои што ги чуваат во домашните банки. По нив следат средствата кои што ги имаат вложено во приватните пенсиски фондови со учество од околу 25%. Гледано низ годините, секако можеме да забележиме одредена умерена диверсификација на портфолиото во насока на пренасочување на дел од средствата кон алтернативни финансиски инструменти. Тука пред се мислам на полисите за животно осигурување, вложување на странски финансиски пазари, удели во отворени инвестициски фондови, па и вложување во граѓанската, односно државните обврзници. Се чини како македонците да не отстапуваат од традиционалниот начин на штедење, односно чување на парите во банка за соодветна камата, дури во услови кога инфлацијата е поголема од депозитната каматна стапка. Дали штедите во банките? Не штедиме, нема што да штедиме. Штедиме, како не штедиме, само каматата колку е? Да, штедиме. Во банки или во други институции? Не, во банка. Дали штедењето го правите во банки? Во банки. Од пензија се имат по некој динар и тоа е. Не, јас сум пензионерка, 5.000 евра за кредит. Тоа се потрошувачки, претпоставам. Условите како ги оценувате за задолжување? Па добро, 5% е камата. Просечната каматна стапка на вкупните депозити во декември изнесувала 2,36%, додека инфлацијата е 4,1%. Треба да се гледа долгорочно и во Република Македонија гледано долгорочно инфлацијата е исклучително ниска и ако се спореди реалната каматна стапка на денарското штедење во изминатите 10 години, таа беше позитивна, што значи дека номиналните каматни стапки беа нешто повисоки од инфлацијата. Меѓутоа, на краток рок, како што беше тоа после годините после ковидот и оваа година, реалните каматни стапки беа негативни, меѓутоа тоа е краткорочно одстапување по правило. Реалните каматни стапки на штедењето се движат околу плюс 0,5 до плюс 1% поент. Меѓутоа, за штедењето во банки клучна е сигурноста и ликвидноста, за разлика од останатите финансиски инструменти, кои што сепак носат одредено ниво на ризик и исто така немаат толку големо ниво на ликвидност.
Интересен е податокот дека по основ на кредити компаниите и граѓаните се задолжени речиси еднакво, по околу 4,5 милиарди евра, додека непрофитните организации и локалната самоуправа имаат вкупни кредити во износ од 40 милиони евра. Во секој случај, потрошувачките кредити понатаму се најзастапена форма на кредитна задолженост на граѓаните. Во однос на стамбените кредити, да, во право сте, значи на еден подолг период на континуирана основа гледаме раст, посилен, 15-16%, но исто така оно што можеме да го забележиме и е изголемување на бројот на активни кредитни партии врз основа на стамбени кредити. Па така во изминатите 3 години во просек бројот на активни кредитни партии врз основа на стамбени кредити се зголемува за околу 6%. Растот на потрошувачките кредити на годишно ниво изнесува 10,6%. За разлика од нив, растот кај автомобилските кредити е минимален, додека останатите кредитни производи се намалени, но важно е да се напомене дека нивното учество во вкупното задолжување на населението е далеку помало. Најголем раст и процентуално и во апсолутен износ се забележува кај станбените кредити. Станбените кредити се зголемиле за 15,8% за една година. Тоа значи дека граѓаните за да купат стан или куќа се задолжиле за нови 243 милиони евра. Сега вкупниот износ на станбени кредити изнесува 1 милиарда и 780 милиони евра. Но дали тоа значи дека се купувале повеќе станови и куќи или поголемите кредити се должат на фактот дека цената на становите енормно расте? Клучен фактор е тоа што каматните стапки на стамбените кредити во Македонија се скоро на приближно исто ниво као во најразвиените земји, дури и пониски во однос на одредени водечки економии, а исто така банките успеа да створат стамбен кредит производ со фиксна каматна стапка дури во првите 10 години. И на тој начин населението може да си го планира во наредните 10 години дека отплатата, ануитетот ќе биде непроменет. А исто така во такви услови реално е да се очекува во овие 10 години дека приходите на населението, поготово платите, благо ќе се зголемуваат и на тој начин учеството на отплатата на стамбениот кредит ќе се намалува. Од Народната банка посочуваат дека движењето на каматите главно зависи од инфлацијата и состојбите на девизниот пазар, кои што постојано внимателно се следат, па од тука е тешко да се предвиди како ќе се движат каматите во наредниот период. По рекордниот раст, цените на златото тргнаа во надолна насока. Откако инвеститорите масовно се насочија кон златото и среброто како безбедни за солништа поради геополитичките тензии, стравувањето од девалвација на валутите и загриженоста за независноста на федералните резерви, пазарот влезе во фаза на корекција. Променетите очекувања околу монетарната политика и зајакнувањето на доларот извршија дополнителен притисок врз цените на благородните метали. На оваа тема разговарав со Сашо Дракуловски, главен извршен директор на Вега фондови. Сашо Дракуловски, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Што е разликата помеѓу цените кај златото и кај среброто во однос на тоа што се трендови на движење на флуктуации во однос на цена и од однос на интересот на оние кои што го купуваат? Златото е повеќе за оние сигурни инвеститори или кои што сакаат помал ризик, значи затоа и го купуваат самите централни банки, додека сребро не купуваат и во тој сегмент значи фактички златото важи за посигурен, постабилен инструмент кој што се купува во оние кризни времења, додека среброто се тргува и на, да кажеме, негативна еуфорија, позитивна еуфорија и има поголеми ценовни шокови. Доколку се средат овие геополитички случувања, би требало да има стагнација на самата цена на златото или да има благ пат, додека среброто ќе сигурно ќе има поголем пат. И исто е многу битно дека тие се во, како да кажем, лимитирани количини. Така да
фактички златото имаме рудници кои што прават и ако се земе предвид колку е тешко да се направи лиценца за некој нов рудник, фактички автоматски самиот момент златото дека има лимитирачки количини и на тој начин и цената оди полесно нагоре, бидејќи имаме помалце количини отколку што има значи колку што има потреба за купување. На што пред се должи оваа ситуација? Значи, ова година изминатава веќе златото и фактички сереброто, бакарот порасна преку 50%, можеби сереброто највеќе и тоа све се должи поради големиот интерес што го има за нив. Посебно поради тоа што моментално сме во едни геополитички кризи, геополитички да речеме случувања, каде што сега е околу прашањето значи Венецуела, прашањето Гренланд. Гренланд, претходно имаше оние тарифни закани на Нели Трамп кон фактички целиот свет. Да, целата таа геополитичка ситуација и наметна да евентуално златото како најсигурен инструмент сите премина во фактички вложување кон самото злато и во последниве 2-3 години и овие централни банки што се од сите земји купуваат повеќе злато и со тоа прават притисок на самата цена за да цената расте нагоре и плюс моментално како што слабе е доларот, значи бидејќи целото тргување на сребро злато е во долари и како што паѓа држиме самиот долар, автоматски станува као поевтино држиме златото и наеднаш станува поинтересно за самите инвеститори. Каков е интересот во Македонија за купување на злато? Дефинитивно македонците пратат што се случува со самото злато, сребро, значи златото има повеќе во фокус, интерес има и јас мислам дека фактички граѓаните купуваат злато и во физичка форма што го нудат некои банки и купуваат и преку странски берзи, дури купуваат и на тој начин што купуваат во фондови кои што се изложени на пример златни акции, така да и на тој начин се прати цената на златото. Дефинитивно македонците во овој период едно време им беа да речеме криптовалутите интересни, сега им е златото интересно што е можеби подобро отколку да им бидат фактички криптовалутите и јас мислам дека е во ред во вакви динамички случувања да биде златото еден вид на мост према некоја поголема сигурност или поголема стабилност. А што се случува и кои се трендовите на светските берзи? Кои се акциите кои што се најатрактивни или кои што ќе останат атрактивни до крајот на или во текот на оваа година? Па во сепак останува вештачката интелигенција. Последните неколку години IT компаниите начело со самата вештачка интелигенција се лидери во тој раст на цените. Значи овие топ 7-8 IT компании се уште лидери на самите пазари и при тоа има секој пат и некои нови победници, бидејќи AI интелигенцијата секојдневно учиме што све може да направи. И тука има све некои нови ниш моменти каде што самата вештачка интелигенција се држиме пронаоѓа и тука јас гледам дека има уште простор за фактички раст, но меѓутоа пак треба да бидеме свесни дека можно е да има и AI bubble. Значи тој што се спомнува, се држиме зборуваше, иако во последните извештаи кои што ги извадија последниве денови оние годишни држиме извештаи, се гледа дека имаат поголеми растови заради самата поголема побарувачка поради фактички AI. Така да тука јас би кажал дека исто има еден ризик, бидејќи големите компании многу средства трошат во самата вештачка интелигенција и не се знае дали тие средства во иднина ќе им се вратат. Значи сега имаат големи трошоци за да ја подобрат својата позиција, но меѓутоа нема сите да бидат победници. Така да има пример еден околу Facebook, Мета. Пример пред 3-4 години имаше вложувања во метаверс. Тоа се викаше некој простор нивни, имаше огромни трошења и акцијата падна 50%. Како што прекина тоа самиот менеджмент дека веќе нема да оди во таа област, автоматски цената порасна неколку пати повеќе. Така да во еден момент
излезе дека некогаш и некои трошења или некоја иднина што ја гледаме као не знам каква фактички спектакуларна, не значи дека и ќе се оствари. Така да пак треба да имаме да бидеме предпазливи. Колку македонските граѓани инвестираат на странските берзи? Колку се следат оние трендови да се инвестираат сами преку апликации, дали бараат совети? Каков е трендот? Вака, значи македонските граѓани дефинитивно се секојаш недознали и секојаш се дека се најдобри, дека нели знаат све и тоа е добро да некојаш пробат сами, за да не кажам, за да се изгорат, него да видат дека не е така лесно. Бидејќи за да вие одберете акција треба да имате огромно искуство, истражување, значи за да се купи одредена акција треба да знаете историјата на самата фирма, кои се конкуренција, што се очекува за да се купи акција, а не да се прочита на некој форум или некоја спектакуларна изјава. Така да македонските граѓани фактички вложуваат и во фондови кои што тргуваат на фактички странска берза, купуваат сами акции и тука мислам дека имаме добри приказни, лоши приказни, некои имаат изгубено, некои имаат добиено поише пари, но меѓутоа генерално тоа се една вид на детски болести, бидејќи кај нас до мислам дека 2019-2020 не беше дозволено да се купува во пример странство акции и се нормално е овој Да, сега период, апликациите се достапни, секој сам може да си пуштате пари одма, све онлайн и е многу полесно. Како функционира? Па со уплата преку банка, претходно се фактички регистрирате како нели клиенти, колку што ќе да уплатите пари, со тие пари купувате, продавате, тоа е све во секунда, бидејќи тие пазари се премногу ликвидни. Значи, ако се земе на една компанија тип на Тесла дека има дневен промет од 30 милиарди долари, така да тука ако некој вложи 10.000 долари во една секунда, тоа се поминува и се многу брзи, многу динамични и се, како да кажам, направени за фактички лесно трошење пари. Но колку тука е важно да се побара совет од инвестициски советник или лиценциран човек кој што е од Премногу е важно. Премногу е важно, но меѓутоа како и секогаш ние нели самите нешто знаеме повеќе, иначе секогаш треба многу е битно за самиот клиент да си го спознае својот риск апетит. Значи колку е спремен за да поднесе ризик, за да купи компании кои што се високо ризични и за да направи портфолио. Бидејќи ако купувате една акција само, имате најголеми шанси за да направите голема добивка, но меѓутоа најголеми шанси за да ви паднат наеднаш парите. Да, секогаш е правилото за диверсификација. Да, диверсификација, значи тоа е она старо правило сите јајца да не се чуваат во иста кошница. Така да ако се направи во повеќе сектори диверсификација, во повеќе валути и пример во географски да се направи самата диверсификација, имате поголема веројатност да ви се парите повеќе стабилни. Можеби нема да имате очекуван раст кој што сте очекувале огромен, но меѓутоа па нема ни да ви паднат. Кои се возрастите ако ги гледаме во однос на тоа инвестиции преку апликации кои што се достапни сами луѓето да си одлучат кои акции ќе ги купат, можеби од 7 величинствени нема да погрешат ако сам си одлучиш да купиш или да сепак побараш совет од фондови, инвестициски советници, има ли разлика во возраст? Има. Значи дефинитивно кај нас оние да речеме возрастни граѓани сакаат банки, така да има некоја традиција кај нас на купување акции од пример банки кои што даваат стабилна дивиденда, имаат стабилни приходи и немате големи ризици. Додека младава категорија сега овие помлади, подинамични граѓани што е и добро, сакаат IT компании и не само од овие 7 компании кои што им се некако спори веќе или како да кажеме досадни, они сакаат и некои нови, да фактички пронајдат некои нови победници, бидејќи во сите тие разговори многу е битно и кај овие млади да кој од нив ќе биде победник меѓу самите другари која одбрал најдобрата акција со најдобра приказна. Така да дефинитивно младиве граѓани кај нас имаат оној момент на сакаат странски акции и повеќе ризични. И тоа заради самата возраст дозволува и да се изгуби, пошто имате време пак да се
почека за да се качат акциите. А како да знаеме кој е вистинскиот инвестициски советникот кој треба да се побара совет за тоа каде да се инвестира? Значи, генерално кај нас има лиценцирани советници кои што комисијата за харти од вредност дава лиценци. Тоа се работи за еден курс кој што трае година-две, кој што е баш сериозен и после тоа добивате лиценца за советување, каде што и пример во сите фондови брокерски куќи мора да има минимум 1-2 советници, така да во било која куќа, брокерска банка или фонд имате советници кои што се лиценцирани и кои што можат да ви направат баш портфолио custom made према вашиот, да речеме, риск апетит, према вашите очекувања, према вашите финансии, значи буквално да се направи custom made. Да може да изгубат лиценцата ако шпекулираат или ако дефинитивно ако нешто ветуваат. Значи во суштина самите советници не смеат да ги кажуваат само оние убави приказни, бидејќи на сите берзи нема само убави приказни, има луѓе кои што изгубиле пари. Има акции кои што паднале 50-60% и можеби повеќе. Така да секој оној клиент кој што купува акции треба да биде свесен дека можно е парите и да ги изгуби, значи и да му падне вредност. Така да не се верува на оние успешни убави приказни кои што се добро спакувани на, не знам, YouTube или на вакво да речеме социјалните мрежи. Така да јас би советувал да се провери секој совет што ќе биде даден, прво дали е даден од некој лиценциран советник, второ дали се совпаѓа со вашата карактерна особина инвестициска во кој правец, дали ќе бидете во исправец. Што е она што се случува на македонската бирза со оглед дека гледаме пад на индексот, на МВ10? Значи вака, фактички македонската берза добри 12-13 години беше во една нагорна линија и самиот индекс растеше, дури имаше рекорди кај што во целиот регион фактички нашата берза беше најдобра и сега е нормално да има некој пад, да има блага корекција, бидејќи нашите компании тука се лимитирани во тип на извозно, регионално ширење и во слично. Ако се види дека 90% од компаниите кои што го сочинуваат индексот се локални, значи работат само на македонскиот пазар, посебно банките кои што не се изложени на и така да нивниот раст е лимитиран со лимитот на самата држава. Додека другиве светски компании сите се, како да кажам, интернационални и сите имаат потенцијал на многу голем раст бидејќи се интернационално распространети. Така да македонската берза тоа се неколку фактори. Цените фактички беа качени добри 12-13 години, плюс интересот на самите граѓани, инвеститори полека замира заради тоа што веќе имаат можност да купуваат надвор. И имате тука добри имиња надвор, добри фирми кои што се многу звучни, посебно младата популација не ја сака или, како да кажам, не е толку блиска македонската берза. Повеќе ги сака оние странски компании, бидејќи тие сите живеат на социјални мрежи, се во тој филм, како да кажам, и затоа македонската берза по мене нема да има големи растови, фактички растови, ќе има стабилна дивиденда, ќе има стабилна дивиденда на тие компании кои што делат дивиденда и секако е добра за купување за оние граѓани, оние клиенти кои што сакаат стабилна и не динамичка флуктуација на цените со стабилен дивиденден принос. Дракуловски, јас ви благодарам за гостувањето во Бизнесовите. Ви благодарам и вас. Благодарам што бевте со нас. Ве поканувам да не следите и на социјалните мрежи. Од мене пријатно.